Или како што велат некои кругови во Софија, убивање на македонизмот. Или како што велат антимакедонските кругови во Софија, ова е смрт на македонизмот. Како салама ги цецкаат и после тоа ни го прикажуваат како успех. Применуваат врзва салама тактика. Ве сецкаат на парчиња. Колку пати како премиер побаравте Софија да спроведе барем една пресуда од судот од Страсбург, добиена од македонците против Бугарија? Имате 16 пресуди од Страсбур од Европскиот суд за човекови права. Немате ни една дипломатска нота со која барате признавање со цел да не сте им се мешале. Исклучиво според нивото на исполнување на копенхашките критериуми. Наместо да преговараме за копенхашки критериуми, да побараме најсериозни и најголеми можни институционални гаранции. Не обезбедивте никакви државнички гаранции дека нема да има нови вета. Бугарските историски наративи за Кирил и Методи, Кресненското или Индилинденското востание. Ние ќе преговараме каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев, какво било Илинденското востание. И ќе се правевте недоветни, зачудени. Вие сте недоветни да водите дипломатија. Ќе дадат правна рамка на истите тие негаторски политики, но во внатрешен правен сообраќај во Македонија. Никој не говори за правните последици. Не е ова така само. Презема штетни договори, кои после бара да ги прифатат другите. И сега се освестивте, кога немате 2/3, ај сега ќе подадеме рака на опозицијата. Тоа е губитничка политика. Лузерски процес. После ова мое излагање, ние немаме што повеќе да ви кажеме на темава. Нема да има други наши дискусии и дискутанти. Верувам ќе си останете сами, бидејќи никој од опозицијата нема да ви земе збор. Пред да ви се спушти завесата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Ќе завршат на буништето на историјата, а некој од нив и во затвор, верувајте.